Се наоѓаме на мостот во селото Белица. Го продолжуваме патот во потрага на изворот на Беличката река. Можеме да ги забележиме убавините на Беличката река, која што луѓето ја користеле за пиење основно, за миење, за наводнување, а покрај тоа истава оваа вода населението ја користело за движење на тркалото, воденичкото тркало и валајцата која што се наоѓа во непосредна близина. Забележуваме дел од градбата, од архитектурата во селото Белица, но од новата градба, дека од старата ќе имаме можност покасно тоа да го забележиме. Еве не води патот кон изворот на Беличката река. Лево и десно од коритото се наоѓа природните богатства, односно шумата, посебно оревот како едно корисно растение. Додека десно од нас ги гледаме викендичките во селото Белица. Рачната изработка на јамбулиите и суводолицата, која што често пати може да биде и опасна во случај на елементарни непогоди. Добар ден. Од селото Белица, која што може да се види еден дел од градбата, од архитектурата. Гледаме еден дел од камениот зид со кој што собственикот си е заградил нивата, и ова навистина е едно богатство за изградба на домовите и оградите од каменен зид. Од другава страна забележуваме исто така една ограда, но изработена од дрво, односно од смрека, смреково дрво, кое што е долготрајно, практично и ете убаво за окото на човекот. Се наоѓаме во центарот на селото Белица и имаме можност да прикажеме еден дел од архитектурата од градежништвото. Стариот стил на градба, каде што се применува каменот и дрвото како основни средства и керамидата, која што ја заменила плочата. Всушност, куќите биле покриени со плочи, а сега веќе на некој начин е замената со керамика. Можеме да ги забележиме убавите дрвени тераси, потоа како луѓето се припремиле зимница, убавите црвени пиперки, кои што во зима ќе бидат добредојдени со јајца, сирење, кисело млеко и друго. Еве, пред нас се наоѓа дел кошот или
амбар направен во кој што се чувала пченката и денес се чува, значи веќе наполнет со кошот со пченка. А веднаш продолжение камениот и убав зид работен од мајсторите. Секој еден посебно ќе биде восхитен од оваа градба, овој стил на градба во ова село Белица. Го продолжуваме патот кон изворот на Беличката река. Старицата на 70 години ја гледаме како ги трупа дрвата да си ја запали огнето. И до денес на еден примитивен начин луѓето го користат дрвото за затоплување, за подготвување на храна. Продолжуваме со прикажување на еден стар и нов дел од градбата, селото Белица. Го забележуваме потоа тесниот сокак и испуштените чикми, убавата тараса со црвените пиперки повторно, оградата испред нас, дрвената ограда, убавата лозница, паркот подготвен. Сето тоа ни го покажува и правецот кон изворот на Беличката река, додека веднаш во непосредна близина се наоѓа изворот, односно браздата по која што тече убавата и чиста планинска вода, која што луѓето ја користат за наводнување, за да работи воденицата и валајцата. А исто така, продолжение на тој дел се наоѓала и малата хидроцентрала, која што ја изработил стариот професор денес покојни Душан Врчаковски, односно учителот од селото Белица. Ја гледаме казарницата и браздата од која што тече убавата и чиста беличка вода. Забележуваме исто така и зашто уште друго се користи водата на Беличката река. Мештаните ја имаат и најубавата и најголемата када во која што се бањаат, во која што си ги перат саништата, во која што се исполжуваат летните горештини. Испред нас е стариот веќе и каскарниот дотраен мост, а потоа ја гледаме и понатака долината од каде што избира Беличката река. И сме и понатака во потрага на изворот на Беличката река. На противната страна забележуваме едно не многу големо стадо од овци и кози, што значи мештаните се занимаваат и со скочарство.
Да слушаме жуборот на убавата, чиста, беличка река. Да слушаме песната која што со векови се пеела и со векови ќе се пее и понатака. Непрестану, како ниеден други музичар досега во светот не знае да испее оваа песна што е пее Величката река. На реката што го гледаме, токму тоа го прави и го чини името на оваа река да се вика Беличка река. Стигнахме до целта.